Денес не е обичен ден. Денес е најцрниот ден во нашите животи. Ден кога не тргуваат само родителите, туку ден кога целиот народ треба да се замисли, да се запре, да се соочи со совеста и со вистината која повеќе не смее да се прикрива. 62 млади животи изгаснаа. 62 деца повеќе нема да се насмеат, нема да сонуваат, нема да прегрнат. Тие не згаснаа од природна несреќа, не од судбина. Тие згаснаа зашто беа оставени, игнорирани и предадени. Додека повикуваа помош, некој ја држеше вратата затворена. Додека нивниот страв се слушаше, полицијата молчеше. Наместо заштита добија молк. Наместо постапка добија немарност. Ова не е грешка. Ова е престап. Ова е системски криминал. Што вели законот? Македонскиот кривичен законник е јасен. Постојат членови кои директно ги опишуваат делата што се случиле и должноста на институциите да постапат. Член 353. Злоупотреба на службена положба и овластување. Службено лице што искористувајќи својата положба не постапило по службена должност или предизвикало штета, одговара со казна затвор. Полицијата што не реагираше на повиците. Полицајците што ја затворија вратата додека децата бараа спас. Офицери што не превземаа акција кога можеше да се спаси живот. Член 368. Несовесно работење во службата. Службено лице што со негрижа или несовесност предизвикало тешки последици се казнува со затвор. Ако несовесноста резултира со 62 изгубени животи, тоа не е грешка, тоа е злосторство. Член 361. Помагање на сторител по извршно дело. Секој што му помага на сторителот да избега од одговорност, секој што крие докази или лица, секој што одбива да сведочи или го одложува процесот, врши кривично дело. Член 386. Уништување или прикривање на докази. Снимки што ги снемало, документи што се изгубиле, извештаи што не се објавуваат, сето тоа се докази што не смеат да бидат сокриени. А што со судот? Судот мора да постапи не по наредба, туку по совест. Не по политичка линија, туку по вистината. Сакаме јавна и транспарентна истрага. Сите одговорни да бидат повикани и сослушани, да се обезбедат сите снимки, извештаи, повици и сведоштва. Да нема селективна правда, ниту еден некогашен наш или нивни да не биде заштитен. Нашата порака е јасна. Нема да молчиме, нема да заборавиме, нема да простиме додека не дојде правдата. Ако државата не може или не сака да ги заштити децата, тогаш ние ќе ја бараме таа правда. Секој ден, секој час. Секој пат кога ќе се сетиме на 62 млади имиња што повеќе не се со нас. И никогаш нема да ги заборавиме. Ова не е само трагедија. Ова е повик за будност, повик за одговорност, правда и помена. И денес, јас зборувам овде како сестра. Не само на моите браќа, туку на сите деца што беа таму. Ова не е само лична болка, ова е колективна рана. И исто така, зборувам како мајка. Мајка на 2 мали деца и стравот што го носам во себе е неподнослив. Затоа што знам и мислам дека сите други знаат дека системот нема да се промени. Јас нема да молчам и зборувам затоа што ме е страв и сакам моите деца, а и сите други деца да растат во држава што ги штити, а не што ги остава во пламен, како што изгореа сите 62 деца. Ова не е политичко, ова е човечко. И доста беше тишина, време е за вистинска одговорност.